Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Празникот Светници или влегување на Господа Исуса Христа во Јерусалим. Празникот Лазарева сабота е вовед кон празникот Светници или влегувањето на Господа Исуса Христа во Јерусалим. Овие два празника имаат заедничка тема – триумф или победа. Така, саботата го открива непријателот, тоа е смртта, а Цветници го одгласува значењето на победата. Уште Цветници го објавува прифаќањето од светот на неговиот единствен Месија, Господ Исус Христос. Во животот Христов на земјата влегувањето во Јерусалим било единствениот негов триумф. Дотогаш он постојано ги одбиваше сите можности за негово прославување на земјата. Овој пат не само што го одобри и прифати, туку и го предизвика, како што пророкот Захарија најавуваше. Еве царот твој доаѓа кај тебе скромно јавајќи на осле. Христос ова го направи од единствена причина – да биде прославен и признат како Месија и Спасител и Избавител на Израилот. Раскажувајќи го овој настан, Евангелието посебно ги нагласува овие изрази: палмовите гранчиња, плачот и крикот на народот и прогласувањето негово како Избавител и Искупител. Целта на овој настан е да се објави и луѓето да се подготват за вечниот живот, Царството Небесно. Тоа сега се исполни, бидејќи Месијата дојде во светиот град и во него сите пророчанства и сите очекувања се исполнија. Денешната света литургија го одбележува овој настан. Денес ние со палмовите гранчиња во рацете се изедначуваме со луѓето во Јерусалим, заедно со нив го поздравуваме Месијата Христос пеејќи: Осана, Осана, благословен е оној кој доаѓа во името на Господа. Но од каква важност е тоа за нас, луѓето денес? Најпрво, тоа е и наше признавање на Христа како наш Спасител и Искупител. Да не заборавиме дека од денот на нашето крштевање ние сме го примиле Христа во себе, а со тоа сме станале жители на тоа небесно царство и дека сме ветиле дека лојалноста кон него ја ставаме над се друго. Со влегувањето Христово во Јерусалим заврши целиот процес на подготовка објавен во Библијата. Тоа е завршетокот на сето она што Бог направи за луѓето. Затоа овој краток триумф или победа во Јерусалим има вечно значење. Тука ни е представена реалноста на Небесното царство во наше време. За сето време објаснето ни е значењето како и неговата крајна цел. Царството Божјо беше објавено во светот и од тој час и појавата има пресудно значење за целата историја. Во моментот на литургиското представување ние примаме се со што всушност го обновуваме нашето ветување кон Христа и го исповедаме како крајна цел на нашиот живот. Признаваме дека се во нашиот живот и во светот поприпаѓа на Христа и ништо не може да биде одземено од неговата собственост и дека нема цел во животот каде он не раководи за да не спаси и откупи. Ние ја признаваме универзалноста и целосна одговорност на црквата за историјата на светот и ја поддржуваме незината универзална мисија. Знаеме дека Месијата Христос, кога еврејскиот народ го прославуваше на Цветници и кого ние денес го прославуваме, е на својот пат кон Голгота, кон страдањето на крстот и кон гробот. Ние знаеме дека е овој негов краток триумф
кратка победа на цветници е вовед во страданијата. Гранчињата во нашите раце ја означуваат нашата подготвеност и волја за негово следење на патот кон неговото страдање и наше прифаќање на жртвата и одрекување како единствен начин на патот кон Царството Божјо. И на крајот ќе речеме, овие гранчиња, оваа прославување ја означуваат нашата вера во конечната победа на Црквата Христова. Неговото царство се уште скриено и луѓето го игнорираат. Тие се однесуваат како да овој настан не се случил никогаш и дека Христос се уште не умрел на крстот и дека не воскреснал. Но ние, православните христијани, веруваме во доаѓањето на Царството Божјо во кое Бог ќе биде над се и дека Христос е единствениот Месија и Спасител на светот. Амин.